Синоќа со почеток во 12 часот во Центарот за култура Антон Панов во Струмица со трагикомедијата Мед во главата од познатиот германски режисер и актер Тил Швајгер беше отворен 12-тиот фестивал на новиот германски филм. Оваа година фестивалот содржи 6 интересни долгометражни играни филмови. Деновиве како своевидна традиционална практика или во просториите на Центарот за култура Антон Панов во Струмица се одвива една интересна филмска манифестација, а тоа е 12-тото издание на фестивалот на новиот германски филм, поточно ревија која што содржи ова година 6 исклучително интересни долгометражни играни филмови, еден мощне солиден песек од современата германска кинематографија. Сметам дека она што е понудено како избор, како селекција оваа година опфаќа 6 разнородни жанровски филмски остварувања, меѓу кои што се Мед во главата, филм кој што синоќа беше прикажан. Вечерва ќе се емитуваат уште 2 филма на репертоарот, едниот драмска комедија и уште еден историска драма. Во сабота ќе има уште 3 филмски остварувања. Вечерва ќе има 2 филма на репертоарот, тоа е комедијата, односно драмската комедија за една девојка и потоа историската драма Државата против Фриц Бауер, за да утре вечер, значи во сабота вечер има дури 3 филмски остварувања на репертоарот. Тоа е првиот филм од 17 часот кој што е наменет за најмладата популација, значи детски филм под наслов Куќата на крокодилите. Понатаму од 19 часот ќе биде прикажан, значи утре вечер, филмот Хердер, помеѓу два света, една исто така интересна историска драма и за помладата публика и за повозрастната, и на крајот во 21 часот, значи утре вечер, ќе биде прикажана трагикомедијата Тура на животот, филм со кој што практично ќе се затвори оваа исклучително интересна филмска ревија. Филмовите нудат можност Германија, својата култура, историја и општество да ги представи на широката публика. Тие се случуваат во Германија, но пораките се универзални и разбирливи за сите гледачи. Филмовите, освен кај нас, ќе се прикажуваат во Куманово, Прилеп, Битола, Охрид, Велест, Кавадарци, Тетово и Штип.